Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте. Вечерва ќе имаме интервју во емисијата и ќе разговараме повторно на тема телекомуникации, воведување на новите генерации на мобилна телефонија, така наречени 5G. Оваа тема предизвикува голема контроверза. Не знам зошто се појавува баш во овој миг кога еве сега се случува и се бориме со една пандемија, но во секој случај бидејќи актуелно е, а овие снимени разговори ќе ми помогнат и мене, се надевам и вам, да имате повеќе информации, а кога човек има повеќе информации, тогаш оние дупки кои ги пополнува со параноја или со теории на заговор се помали и помалку загрижувачки за севкупното население. До сега имавме две такви интервјуа, а вечерва гостин во емисијата ќе ни биде доцент доктор Томислав Шуминовски од ФЕИД, кој предава на група на телекомуникацијски предмети. Дали добро кажав, професоре, докторе? Така е, добро вечер на сите гледачи. Добро вечер. Благодарам што прифативте да ни одржите една мала лекција на нас кои, не можеме да ги имаме во увид сите оние податоци во врска со воведувањето на 5G мрежата, а и воопшто што тука не разбираме во телекомуникација. Значи, некоја земја вовела, некоја не вовела, некоја се загрижила за здравјето. Што во суштина е целава оваа бука околу 5G, па вие како мислите дека е најдобро, така кажете? Така, јас прво да кажам, доста долго се мисле дали да се приклучам или не, знаете, во разговорите на ваше инсистирања, секако и морам да го поздравам мојот пријател Петар Георгиевски Камиказа, кој што ме препорача на некој начин поради еден пост на социјалните мрежи. Голем поздрав. И искрено ова што ќе го кажам не е предавање, туку е мој личен став, нема врска со ставот на факултетот, со институтот. Се разбира, иако сум дипломирал на квалитет на сервис за 3G, сум магистрирал за квалитет на услуги во 4G мрежи и докторирал на механизми за квалитет на сервис во 5G, сепак нема да кажам дека сум ја врвен експерт ниту овде во Македонија, ниту на мојот институт, ниту во светот. Но јас се јавив заради и се приклучив од две причини, пошто сметам дека прво сакам да кажам она што знам дека знам и да се трна некои мистификации околу технологијата, околу 5G, барем она што знам. И второ, сметам дека од глупоста што се дере, поглупа е мудроста или она знаењето што молчи. И од тие две работи, мислам дека собра храброст ја го сјавив. Ја ви благодарам за честа што ја укажувате за мене лично, телевизијата и за гледачите. Па повелете, што е 5G и што е целава фрка околу целава работа? Уште нешто, значи јас бидејќи работам во академска средина и имам слобода да си кажам некои мои ставови, бидејќи не работам за оператор, ниту вендор застапувам, ниту оператор, ниту производител на опрема, ниту тоа го правам од некој интерес, едноставно го правам од задоволство и затоа што мене најважно ми е пред се како и научник вистината. И ево, ќе почнам со тоа, не знам навистина зошто се јави толка бука за 5G баш деновиве, кога морам да кажам дека 5G е завршена работа, стандардизирана од страна на ITU. Можете слободно отворите линкот под EMT 2020, така се нарекува во Меѓународната телекомуникацијска унија. Иначе за оние што не знаат, ITU е всушност како Обединети нации што е за сите држави, како Светската здравствена организација што е за сите организации, таа е во светот на телекомуникациите, безжичните, жичните мрежи, таа ги донесува регулативите, стандардите, пропишува што и како ќе влезе во одредена генерација, односно развој. И кога ќе се отворат тие стандарди, ќе се види дека до лани имаше простор за манипулација или
теории и така натаму. Сега веќе тоа е затворена работа и знаеме што е 5G. Што ни покажува овој документ? Тоа кажува што е во рамките на EMT 2020, кое што е всушност 5G генерација. Ево ќе почнам од генерациите да ги објаснам накратко. Значи, генерациите се јавуваат во светот на телекомуникациите, исто како што се развива интернетот. Интернетот нема генерации, но во телекомуникациите постојат генерации. Така првата генерација во 80-тите се јавила, тоа е аналогна 1G и постоела до некаде 1990. Од 1990 до 2000-та била 2G, кај нас таа мрежа е присутна преку GSM-от и можам да кажам дека сме ние меѓу првите во Европа што сме ја спроведеле GSM-от и некои други попратни 2,5G уште пред Германија да воведи T-Mobile и така натаму. И таа се уште живее, значи на секој 10 години има нова етапа со подобрување, поголеми битски брзини, подобар квалитет на сервис, така да првата дигитална мобилна мрежа всушност е 2G. 3G, нели со 2G ние можевме да зборуваме и да праќаме SMS-и, со 3G можеме да праќаме MMS и првиот интернет пристап до го добивме многу спор со ограничени битски брзини, но тоа го воведува првото пакетизирано јадро со користење на технологијата UMTS, кој ќе напише горе UMTS или 3G, тоа е 3G. И сега го имаме LTE, кое што на некој начин по мене е 3,9G, затоа што 4G е LTE Advanced, кое што се уште нема, ама ајде ќе речеме 4G, кое што е пакетизирано All-IP јадро и во него имаме она што имаме денес, од таков интернет, такви услуги кои што ги нудиме, а 5G е всушност мрежата која што следна е на етапата за имплементација, значи нема веќе развојот беше од 2015-14 до 2020 и тоа се затвори, ќе видите по стандардите на ITU. И таа нуди 10 пати поголеми битски брзини. Ево, можам, ако сакате за споредба, чисто некои параметри, затоа што има многу, да ги споредам со 4G. Например, во 5G имаме downlink брзина, предпоставено е максимални теоретски брзини 20 гигабити во секунда, uplink 10 гигабити во секунда. Во 4G би требало да имаме 1 гигабит во секунда downlink, uplink некаде до 50 гигабит. 0.05 гигабити во секунда, но она што го носи 5G може и да отворите таа сликата што ве пратив претходно за цртежот со цветот на 5G. Ја се прошируваат капацитетите, значи имаме поголема спектрална ефикасност и моќностна ефикасност. Имаме помали доцнења, пример, што значи доцнењата кога ќе кликнеме да се приклучиме на Facebook преку мобилниот, многу помалку време ќе ни се отвора страната него 4G. Освен тоа поддржува огромен број на приклучени things или уреди на единица километар квадратен, значи до милион уреди на километар квадратен, па на друг километар квадратен други милиони така натаму, некаде 100.000 поддржуваше 4G, она што беше. И збориме компарација 5G 4G. На 4G на квадратен километар е 100.000, со 5G ќе можат милион теоретски. Тоа е огромна разлика на поврзување. Значи тие се уреди. Сега јас ќе ви го кажам она што е. Што значи 5G ќе биде идеален за урбаните средини, например во високо во густите развиени нели градови каде што стварно на километар може и милион луѓе да се соберат, што се вика. Па зависи во стадиони, некој концерт, голем настан и така натаму, а сите да имаат добар интернет во таков миг. Исто така ваш колега па рече дека за автономно користење на автомобили 5G тоа е единствено возможно. Значи, јас ќе ви кажам што е сонот или за што се боревме, додека јас на пример го правев докторатот, истражував со голем ентузијазам и веројатно и сите други кои што истражувале на таа област, истражувале со огромен ентузијазам за да се добие подобар квалитет на услуга. Што значи тоа подобар квалитет на услуга и кои се услуги се можни?
Со развојот и движењето кон 5G на некој начин се остварува еден интересен сон на Тесла. Ќе ќе спомнам зошто ќе речат во телекомуникациите Тесла, ако не знам нека отворат во моите изуми го спомнува светскиот телекомуникацијски систем во кој што сите на планетава ќе се поврзани меѓу себе, ќе можат освен енергија да пренесуваат, сега их се пренесува енергија, моќноста енергија, ама во мали количини. Така е. И дури има апликации, истражувања за energy harvesting, каде што се собира енергија од микро миливати од уредите кои што зрачат и се користи за пренос на пораки. Значи да може да пренесува сите луѓе пораки, слики, подвижни слики, телевизија и така натаму, било што, од било која точка на земјата до било која точка на земјата и уредите меѓу себе да може да комуницираат, а тоа со друг збор е Internet of Things или интернет на нешта. Значи тоа е првата. Има 3 фази на 5G која што се развива. Првата е broadband, широкопојасен интернет, кој што може да го широкопојасен мобилен интернет, преку кој што ќе ги имаме тие битски брзини кои што ги спомнав, 20 гигабити во секунда, можеби ево и 10 нека имаме гигабити во секунда, но тие се агрегирани теоретски и би се поделила, на пример, во една клетка ако има 200 корисници, би се поделил тој проток на тие 200 ако едновремено сурфаат, меѓутоа не е малку. Втората нитка каде што се движи е low latency communication, односно ultra reliable low latency communication, каде што се бараат не големи битски брзини, туку многу мало доснење за сервиси кои што се mission critical, сервиси кои што ги спомнавте, како управување со кола која се бара во микросекунди интервенција, сервиси како хирургија на далечина, сервиси како виртуелна реалност кога се работи некој таков сервис. И најбитно бара во геймање. И во геймање добро. Тоа е измеѓу бродбенд и доснењето. Да, лагот во доснењето на геймање. Пази, све е тоа во ред и хирургија и астрономија и све, али геймањето е најбитно. Да, добро. Се шегувам малку, се шегувам, карикирам. Простете. Така, ама видите, нас можеби да не ни е потребна таква мрежа, ама за нашите деца, внуци, ќе си ја бараат таа мрежа бидејќи ќе им достигне. Тоа е стратегијата на големите телко оператори, дека ние може нема да ни треба толку тие сервиси, ама доаѓа нови генерации што ќе им се потребни. Ако е штетно, ајде да се вратиме на 2G? Ајде, ќе се вратите ли на 2G? Истите тие што се буна. Нема интернет таму, само SMS може да праќаме и да се јавуваме, толку. Добро, ќе се вратиме на таа тема, него ево на пример конкретно мене која апликација ми треба. Ми треба сега за моите студенти да можам холограмска, односно виртуелна училница да направам со голема резолуција, да ги гледам моите колеги дали спијат, некој по дома, дали ме слушаат, дали да имам некоја интеракција иако сум дома. Значи некоја таква апликација која што ми треба за студирање, значи не за играње, може и за играње некој му треба, каде што ќе ги гледам сите, така и ќе предавам вака како да сум во виртуелна училница. Има такви апликации, ама со овие битски брзини што ги имаме, едноставно не се реализирани. А да не зборувам третата нитка каде што оди и продира 5G, а тоа е Massive Machine Type of Communication, односно да комуницираат машините меѓу себе и не воведува до индустрија 4.0, во која што автоматизирани погони и автоматизирани уреди ќе можат со контролирана секако од човек кој што ќе го пушти тоа алгоритам или ќе го пушти тоа производство да тече со минимални доснења и со максимална интеракција меѓу машините, па дури за колите кога меѓу себе ќе ги пуштат, ево гледате Тесла кар, кои меѓу себе ќе ги пуштат автономни да ги возат без да учествува самиот возач, ќе треба да комуницираат меѓу себе, да кажат на кое растојание се, каде има сообраќајка, каде треба да закочат, самите машини да имаат интелигенција. И тука е милисекунди се важни, а затоа е потребна таква брза мрежа. И реакција, ја верувам дека би се намалиле сообраќајките, бидејќи пред се тоа човечки фактор на реакција и на сензитивност кога вози, а машината, ако има таков алгоритам интелигентен, не би требало да го сгреши. Skynet... Друга работа е нападите и хакерството и сигурноста, тоа е друга тема. Skynet многу му се допаѓа муабетов. Добро, ќе видиме што е и со Skynet. Се шегувам, мора. Сепак јаде Буреке, перфектно кажувате. Продолжете ве молам, извинете малку
со добацки. Кај вас студентите мислам дека не смеат вака да се однесуваат како јас. Можат. Можат. Со секој време може да ме прекинат ако нешто не му е јасно. Така да немам јас научено некој текст на памет, па сега имам концепт, така. Ми интересира, бидејќи веднаш ќе се вратиме. Бидејќи вие сте редовен професор, предавате, имате и виртуел... Доцент сум, значи првиот стадиум од професорот, па после доаѓа ванреден, па редовен. Се извинувам. Држите предавања сега периодов? Да, онлайн држиме. Како ви... Еве една ваша обзервација. Добро ли е вака? Има ли идни на ова да биде поефикасно заради редовност на студенти да учествуваат оној со физичкото присуство и така натаму и така натаму? Има ли сега одеднаш се актуализираше ради ситуацијава? Како вам ви делува и на студентите ваквиот начин на предавање? Од она што го имаме спроведено како анкета е окей, оди се во жустри ситуации се бараат такви мерки. И се има позитивно и негативно, реков. Добро е тоа што на моите часови присуствуваат многу повеќе студенти од дома приклучени онлайн, отколку на часовите физички што доаѓаат. Значи може да се приклучат на мобилен, може да се приклучат на лаптоп, може да се приклучат да слушаат предавањето. Има интеракција. Значи дозволувам да се јават, дозволувам да пишуваат ако нешто не е јасно. Меѓутоа се губи онај сенс што го реков, не може да сите да им се нареди да си ги вклучат камерите и да ги гледаме и така натаму. Се губи тој осет кога е на предавање. Сега она што е реално, ние тежнееме со виртуелното да го достигнеме, но верувајте никош нема да се достигне тој квалитет. Но па аналогната жива комуникација. Да, јас не сум за се премине апсолутно на ова, меѓутоа ова е едно од решенијата, кој што ево ни покажа колку ние технолошки сме зависни, не само тој да комуницираме со нашите пријатели, кои што сега моментално можеме на тој начин да оствариме комуникацијата и колку комуникациите се важни и мене ми е драго што телекомуникациите пак стапуваат на сцена во вакви кризни моменти, па макар и што зборило лошо за 5G или добро. Јас да кажам јасно, не ја бранам 5G, ако се покаже дека е лоша, ниту навивам за 5G, јас едноставно сакам технологијата да се развие. И на една интересна конференција Балканкон лани во Скопје, имаше баш таква една дебата, се разви и професори широм светот па и од кај нас учествува и се јави еден професор Јана Килдис од Америка и кажа: јас прв слушам за ова прашањето околу 5G и фрустрациите и така натаму. Европа од секогаш била параноична. Така или Америка воопшто или многу малку ова се зборува, барем јас не знам. Потоа се јави еден професор друг во дискусија и кажа од Грција и рече: најдобро е тоа Г да се трне, бидејќи интернетот се развива, паралелно со интернетот се развива мобилните бежични мрежи и ние се плашиме со секое ново Г, а всушност тоа е неминовен развој. Најдобро е да си се развиваат телекомуникациите, но ете се договориле од IT и од другите регулативни тела да ги крстат етапите со едно Г. На секои 10 години да има нова етапа. Што не значи дека во меѓу етапата нема нешто ново да се развие. Така да сега имаме инсталации на 5G и ширум светот, но не значи дека тоа 5G што ние го очекуваме ќе биде 5G. Ево искрено да ви кажам, има една парадигма во телекомуникациите, вика се она што ветила непарната генерација го остварува парната. Така да се она што го ветила 1G ќе се оствари во 2G, се она што го ветиле во 5G ќе се оствари во 6G и така натаму. Така да на некој начин ова 5G не е баш успешна, барем по целите кои што се таргетирани да се достигне, затоа што на почетокот од десенијата се става некои таргети кои што треба да се постигнати за битски брзини, за достигне, за варијации на достигне, за испади и така натаму. И сега тие се многу високи и се трудат технологиите да ги постигнат, но не секогаш успеваат. И научниците и тие што ги произведуваат опремите тоа да го направат. И така да тие се од прилика она убавото на кое што ние тежнееме, а сега може да се вратиме на оној дел кога имаме етика во истражувањето, па и секој си има своја етика каде што не треба да се
направи штета не само кон човечки битија, туку и други битија. И тука доаѓа на паниката и стварно уште не знам од каде излезе пред неколку дена, мене ми се пополна сандачето со прашања дали 5G е страшно, ево сега и почнале да истражуваат, 5G се воведува и така натаму. Јас гледам, отварам линковите се од 2017, 2018, бе викам, луѓе, ова беше, разбирате, паѓале птици таму и таму, така натаму. Отварам, нели, како што спомнавте, не знам каде било, Маврово, викам, знам дека во Скопје беа тестирани тие, и постои документ за тоа, после ќе го спомнам. И викам, полека луѓе, што се века, една песна вика, не се прешопска со катана. Самурајска. Полека ќе се исечиме, ако одиме кон таа насока. И се спомнуваат, значи не ова дека сега сакам да ги навредувам другите што мислат поразлично од мене или конспира. Не, ова е да кажам дека ми изнасмеа за сите пари за Шопска и катана. Не, да видиме што е вистината, бе луѓе. Океј, се е тоа океј, прифаќам. Меѓутоа, да видиме што е вистината. И секогаш се оди кон она, гледав и српски серии, други серии, така натаму, дека колку е повисока фреквенцијата, толку е поопасно зрачењето. Чекајте. Да видиме во кој спектар е видливиот спектар, на која фреквенција е видливиот спектар. Ако отворите, видите, во бранови должини таа е од 380 нанометри, виолетовата до 760 црвената, или во фреквенцијски опсек гледано е од 430 терахерци до 730 терахерци. Тоа е по 10 на 12, значи за оние што множат со дигитрон со 10 треба да помножат по 12 нули. Значи 10 терахерц подрачје многу високо, а ние зборуваме за спектар на радиобранови кој што е во неионизирачко подрачје, односно кој што е подрачје под 5 гигахерци. Значи тоа што ми викате, ионизирачкото зрачење, ионизирачкото треба да сме мртви, ако ја гледаме само фреквенцијата. Така, затоа што таа од терахерци фреквенција е многу опасна, така, ама заборавате еден друг сегмент, во кој опсек е и колкава е моќноста на зрачење, колкава е полето, така. Значи, ние сепак збориме дека ионизирачкото зрачење е опасно, а ова не е воопшто во зоната на ионизирачко зрачење. Не, тоа е испод видливата светлина, испод инфрацрвената светлина, значи ево видите го спектарот, ќе видите ионизирачките зрачења гама, алфа се над ултравиолетовата. А они се опасните. Кои што се опасни ради тоа што може да делуваат на структурата на атомот и да го расцепат. Така, а овие можат да влијаат единствено пропишани според одредени правила до одредена мерка, но ќе ги спомнеме тие нешта. Сега може да ги отворите, ево да почнеме од врапците, ако не е проблем. Добро. Линкот со врапците и полека, значи има секаде понор на врапци. Ако го отворите таа статија што ви давте е одговор на тие статиите за птиците дека испаѓале, да, и се дали 5G мрежата, тестирањето на 5G мрежата предизвикала стотици птици да умрат. Оваа вест е проверена и стои дека е фолс, прво е дека е лажна. И сега стои дека на 5 ноември и така натаму го сугерирала и после. Да. 2018, јуни 2018, 19 октомври 2018 во Холандија. А ако претходно видите, во Аризона, Лузијана 2011 година во Америка се пријавени други понори на птици, значи зборувам во години кога нема врска 5G. 5G од сега натаму може да ја видиме или некаде 19-та за тестирање, некои пилотски тестирање. Таа може некоја друга технологија била, не можам да навлезам и да кажам која технологија била и дали била технологија или едноставно има понор на птици кои што изумираат и дали тоа биле навистина 5G тестирања, нека докаже некој. И второ, логиката на таа статија оди следно, многу пати ја прочитав таа статија. Прачката, обична прачка, може да убие врабец, така? Така. Ако особено го погоди по глава, ќе го онесвести, ќе го убие. Така. Прачката е опасна за врапците. Така. А значи ако може да убие врабец, може да убие човек. Да, добро, окей, ако го погоди во некоја специјална точка од Брусли, ќе го убие. Добро. Дедуктивно заклучуваме дека прачката е опасна за целото човештво.
Тоа е логиката на статијата. И како сега да заклучиме, да ја сватиме сериозно таа работа. Но окей, видите, луѓето, како што кажавте и порано, и сега ќе спомнам, имаат право да се загрижени, имаат право да се во страв, имаат право да се дури во страдање, но исто така имаат право да ја знаат вистината и да се срекни. И имаат право да се да истражуваат. Тоа е во самобитот на секој човек да биде научник, да истражува, да прегледува, ама треба да се знае каде да се истражува и од што да се чита. Не може ние да се правиме експерти, ниту јас, со гледање на 2 сати, 3, 4, 5 видеа, ево сега за корона, и сега јас ќе кажам кој е лекот, затоа што сум гледал некој видеа 2-3 сати, а некој потрошил 15 години во тоа и уште не знае што е работата. И му го омаловажува неговиот труд, дека тој лаже, дека тој крие, дека тој извртува. Да, не е проблем. И значи тоа што омаловажува, меѓутоа окей, а ево кажете конкретно за технологијава се вратиме. Ваше мислење секогаш ги прашувам, дали си истражил, дали си измерил нешто, дали имаш конкретни податоци, покажи ми некој труд во кој што е докажано тоа. И тука нема, одма се враќаат на некои статии, ќе ги спомнам после. И главното нешто не забораваат, дека ITU, ако го стандардизирало некој протокол и некоја технологија, тоа е на глобално ниво, исто како Светска здравствена организација да каже овие се препораките. Дали тоа значи дека се извршуваат тестови и клинички тестови врз здравјето на луѓе? Дали IT-то кога работи со фреквенции, експериментира со фреквенции, има валидни медицински истражувања и во кој знае која фреквенција, како, колку заштита. Бидејќи, нели, ја го повторувам, тоа го трубам стално, дека у војска бевме на радарски системи, противвоздушна одбрана и имаше една забрана околу радарот дека 5 метри од некои си 5 до 10 метри не смееш да влезеш, имаше оградено, затоа што интензитетот на зрачењето е толку. Не фреквенцијата, него интензитетот е толку да може и да убие. И така се штитевме. Веќе на 10 метри можевме слободно стоевме, држевме стража, пушевме и така натаму, ама и тогаш научив многу базични работи во врска со нели радиофреквенциите. Така. Значи постои тело кое што баш конкретно ова го заедно со Светска здравствена организација го испитува, се нарекува International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection или по наши Меѓународен комитет за заштита против ионизирачко зрачење. И може да отворите таа најважната статија што ви ја пратив за ICNRP Guidelines. Тие, значи, од каде потекнат целиот тој сомнеж и дали има параметри, има точки. International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields од 100 kHz до 300 GHz. Така, и тука има се пропишано. Така? Како се мери, што се мери, кои се параметрите за мерење, а особено за секоја фреквенција и се дадени табели каде треба да биде тоа, значи имаме референтни ограничувачки нивоа над кој или во кој треба да се движи мерниот електромагнетен бран што го меримо зрачењето и кој што не sme да ги надмине. Овие се тие сигурни граници за кои што гарантира и Светска здравствена организација и ова организација за заштита од неионизирачко зрачење, па и ITU се потпира на нив, кој што и производителите на опрема, која што ја прават опремата, не смеат да произведат опрема која што е над овие стандарди или што се израчи произволно. Значи, ајде едно логично прашање, дали вие би биле производител на опрема, кој што произведува милиарди парчиња од таа опрема, ево iPhone-и, кои што би сакале да зрачат над овие, ево да ја земаме... Да те парафразирам, Energy Absorption Rate. Докторе, да те парафразирам поедноставно на гледачите, што им кажувате во суштина. Дали некој би произвел нешто, некој да го купи и да му го уништи здравјето, па си го уништува изворот на пари. Значи, никој, ја логика, и јас сум бил со бизнис, значи, би бил луд да им продадам нешто на луѓето со што би им го нарушил здравјето, утре ризик да бидам фатен и казнет, а и да си го изгубам пазарот. Буквално Тоа е главниот аргумент со кој што јас одам
и викам, ево, прашувам, дали може некој така, зошто? Затоа што утре заутре постои ова тело, ICN-IRP, постои кај нас во секоја земја си има регулатор, кај нас е АЕК, Агенција за електронски комуникации, и секој човек кој што ќе види дека нешто има, мерел, не мерел, така натаму, може да ги викне, да измерат, и ако установат дека тоа е над границите, над било која референтна точка, тука се спомнати неколку десетина параметри врз база на кои се мери. Значи не се мери само максималната зрачна моќност, не се мери само фреквенцијата, туку се мери и други параметри како што се јачината на електричното поле, јачината на магнетното поле, локалната апсорпција и така натаму на радијацијата, и тие треба да бидат запазени. Ако не се запазени, следува драконски казни, следува затварање на оператори и така натаму. Значи тоа треба да се внимава, и кога ќе се прочита овој труд, најинтересно е од каде е ревидиран. Ова е ревидиран ова година, баш пред некој месец е ревидиран, и ќе ви кажам зошто е ревидиран. Во анекс А ги има објаснето сите параметри, вклучувајќи Specific Energy Absorption Rate или SAR, кој што го пишува на секој мобилен, за секоја фреквенција, или густината на моќност и така натаму, опишани како се добиваат, но најбитно е, ако одите на страна 36, тоа е за објаснување. Чекај да видам дали ќе ја најдам страната 36 од извештајот, така? Анекс Б, да. Анекс Б пишува. Немам анекс Б. Се извинувам. Идете, ама Значи имам извештај од мерење на неионизирачко зрачење, но немам анекс Б. Се извинувам. Надолу идете на линкот. Ќе одите, чекај само на момент, страна 36 или 37 ви е во PDF-от. Не е PDF ова. Ова е AEK МК ВП контакт. Не е тоа, после ќе се вратиме на AEK. AEK е за кај нас, ова е за меѓународната комисија за заштита од неионизирачко зрачење. Тоа е оној документот прв што го претходно што го покажав, добро? Многу важен, да. И тој идете на страна нагласите. 37 и пишува тука во анекс Б, само да отворам 37. Appendix Healthy Risk Assignments Literature. И кажува, Светската здравствена организација ги испита овие случаи така натаму и Еве го. Health Risk Assessment Literature. Светската здравствена организација WHO has направи продлабочено истражување на литературата за радиофреквентно бранови полиња и нивното влијание врз здравјето. Ево, значи идете надолу, има за мозокот, за зрачење на телото, еве, на brain electrical activity and cognitive performance. Има неколку, значи тие се истражени, измерени клинички случаи, истражувања врз база на кој е донесен заклучок најдолу, и ова е благодарение на една кауза која што е почната порано, за канцер има истражувања. Имуниот систем и хематологија за канцер. Прочитајте го summary. Summary прочитајте го. Вика дека постојат одредени The only sustained adverse health effects caused by exposure to radio frequency AMF are nerve stimulation. Нервни стимулации, промена на температурата, промена на пермеабилноста на некои клетки, и потоа пишува there is no evidence of adverse healthy effects at exposure levels below the restriction levels, кои што се, значи, под овие рестриктивни нивоа, кои што се дадени пропишани, нема ни една студија која што е најдена, која што вели дека имаме негативно влијание од тие зрачења од било која технологија. Кога иде ова зрачење од базниве станици, колку споредено со нашите зрачења од сите дома имаме Wi-Fi? Дали може да е поголемо или помало? Вела дека 5G-то на некој начин и треба да го споредуваме со домашниот Wi-Fi. Па ево, отворете ја статијата од AEK, значи може да се оди на AEK, има официјални мерења на тие мерења што ги најавија, нели, владата и Министерството за Да, еве ги мерењата, добро. Нарда систем. Да, Министерството за информатичко општество администрација рекоа дека 5G нема инсталирано во Македонија, има само некои мерења,
и тестови, ево и се извештајте од тие мерења, и кој ќе видите дека тоа што е тестирано од Телеком не е тајна, туку е 100 МГц канали на 3,6 ГГц носечка фреквенција и тие зрачења се толкави. Во најлош случај се неколку мили до микровати и сега ние ги споредуваме зрачењето на микро печката која што е неколку илјадници вати со нешто што работи на 100 МГц опсек и кој што е неколку мили или микровати од редот илјадници па 100.000 пати помало зрачење. Сакате да ми кажете дека ризикот да стојам блиску до транспондер на 5G ми е исти ризик како што кога стојам до мојата микробранова печка? Не, внатре ако сте во микробрановата печка е опасно. А надвор не, сега никој не стои на 5G, мислам до самиот предавател. Ево одете конкретно на табела од АЕК, значи овие се официјални мерења со соодветна мерен протокол, со уреди, Која? со Јас сум на 5.1 во моментов. Страна 6, табелата која што е за вкупна изложеност на електромагнетно зрачење и така натаму, ги имаме сите технологии колку зрачат, имаме максимални очекувани јачини на електрично поле и видите 5G каде, дека под очекуваните граници е. Не можам да ја најдам, чекај, дата база 2.1, дата база 5.1. Шеста страна. 4. Од документот од АЕК PDF-от. Слика 6 фреквенцијски спектар 27 до 3000 МГц. Не можам, малку се извинам. Над слика 6. Чекај вака. Ако е ова 1, 2, значи си има официјални измерени резултати, може да се погледне, секој човек може да ги погледне и да ги спореди. 6. Тоа е табела за вкупна изложеност на електромагнетно зрачење, коригирани вредности пред претпоставка на максимален сообраќај на базните станици за мобилна телефонија. Одете наделу на 52 да видите го 5G колку зрачи. 52. 5G 131,27, а пропишана е според оваа организација, според прописите, е 134,27 тоа е децибели на микро. Јачина на електрично поле. Так. Кое со оддалеченост па и опаѓа. Да. И најдолу, ако одите во заклучокот за 5G, на последната страна пишува резултатите од мерењата се пресметани така натаму колку би била јачината електричното поле од густина на енергија во мерна точка која би работеле базните станици кои се мера со полн капацитет, а не сите работат со полн капацитет, и вика дека вкупно со зрачење за 5G на 160 метри од базната станица е 15% од максималните дозволени гранични вредности. Значи, на 160 метри е толку мало. И сама ова студија кажува дека она што го пропишала Меѓународниот комитет за заштита од неионизирачко зрачење, тие параметри што се во тој големиот труд од 44 страни, во кој што има и клинички студии и така натаму, и кај што има таков заклучок кој што го прочитавме, се под нивото. И јас не знам, секој можева да го отвори да го прочита. Јас не бранам ништо. Ето, прочитајте, видите дали е така или не е така. Но тука доаѓа на сцена паранојата да се верува на ова или да се верува на некој балкански клик портал. Не се балкански, јас ќе ви кажам. Добро? Не се балкански. Они преземаат од други. Не, група на онколози пред години наназад, уште пред 5G да почне, имаат, мене ми го доставија тој лик, неколку многу труда, и тоа се вика 5G апил, 5G апел. Може да ги отворите тие двата одговори кои што се добиени од Европската комисија на нивни трудови, и тие во првиот одговор... Тоа е the top countries with 5G deployment and trials? Да. Не. Тоа? Да. Значи, таму пишува... Не, 5gappeal.eu, така што почнува. Имам Swiss agency denies ban. Монако стана прва земја со... Не. Добро, ќе ги видите, значи,
всушност група на онколози истражуваат и кажуваат дека секој електромагнетно озрачање е штетно. Но имат доста трудови и јас дел од трудови успеав да ги прочитам, дел многу се, значи не успеав да бидам искрен и не можам да кажам дека сите ги истражив, но оние што ги истражив одеа на следно. Голем дел од експериментите не се повторливи, не се направени по протокол на мерења и доста има мешање на баби и жаби, сега ќе ми извинат и бабите и жабите, и доста се пристрасни и невнимателни, при што имаат формирано и труд што е проблемот со 5G како одговор на двете писма од Европската комисија кои што им кажува дека според овој стандард од ICN-ERP и според IEEE 951 стандардите кои што ги зборував за сите овие дефинирани ограничувачки нивоа, дека имаме истражувања кои што се непристрасни, прецизни и научни и тие кажуваат дека сето она што вие го презентирате и го тврдите дека нема евиденција за такво штетно мерење, особено што тие работаат кај трудови за ГСМ, а рековме ГСМ е за 2G, работаат на многу зрачења, група на доктори се или не знам кои се веројатно научници, и собираат петиција против 5G во Европа. 300 и нешто се засега собрани, 316, не ме фаќате за збор, и тие си создаваат свој труд во кој што кажуваат, ево, за одговорот на Европската комисија не се цели тие одговори, цитати е цели одговор, нема мерни резултати на тој, и со него се фалат. И интересно е таму, ако го отворите, значи пишува, горе насловот е, appeals that matters or not on a moratorium on the deployment of the 5th generation for microwave radiation. Значи сега кажуваме и другата страна, тие што се бунат против 5G, така не е во ред само да кажуваме тие што кажува стандарди, мерни работи, измерени факти, така. Сега одам на другата страна каде што е проблемот, зашто толку голема гужва се кренала. Заради овие група на доктори кои што почнале да мерат и најдолу интересно е дека има една ваква реченица која што вели. На крај, најдолу на документот. Discussion, има многу discussion, јас ќе ја прочитам. In fact, the ICN-IRP, with support of WHO and major telecommunication companies, can be rather successful in implementing their views in the EU and worldwide. Their guidelines seems to be based on an omission of scientific facts. Thus, their possible ignorance of the health risk of the concern, as well as their reluctance to adhere to warning from large numbers of scientists around the world, односно со други зборови кажуваат дека имаат пропусти, не ги штитат човечките права, значи WHO, Светската здравствена организација и овај меѓународен на Комисија за заштита против неионизирачкото зрачење кажуваат дека се група на 13 луѓе кои што се невладини и дека не се стручни, затоа што пропуштаа некои научни факти кои што тие ги презентираат, а ви кажав дека одговорот од Европската комисија кој е до нив, до таа група на 5G апелот, и заедно, значи, на некој начин настапуваат дека овие не се грижат за здравјето на европските граѓани, а самата Европска комисија кажува дека прво и приоритетно на регулаторите, како што е Меѓународната комисија за заштита на неионизирачко зрачење и на Светската здравствена организација е здравјето на граѓаните и нивната, значи, тоа е на највисоко ниво, значи. Знаете што, професоре, ви доаѓа паранојата од тоа што телекомуникацијските компании и производителите на мобилни уреди се толку богати и моćни да луѓето веруваат дека можат да ги искорумпираат и најпозитивните организации кои сме ги формирали и ние луѓето сме ги направиле да се грижат за нашето здравје. Генерално не е ова само 5G, ја мислам дека ова е една поширока појава, дека луѓето не му веруваат на системот. И потоа тука ви имате не верува на религијата рамна земја, не верува на Господ елиени, не верува дека сме на НАСА, дека сме биле на месечината, и од тука произлегуваат од недовербата во системот,
произлегуваат сите теории на заговор. Секако Добро, и добро е она што викаат на Discovery Channel question everything. И прекрасно кажавте на почетокот. Стварно е добро човек да истражува, ама не да влага у параноја ако истражуваш. Така е, апсолутно се слагам. Океј да истражуваме. Истражувањето е потрага по вистината и потрага по нашата светлина. И тоа е во ред. Меѓутоа, од кои извори истражуваме, тоа е многу важно. И на каде не водат тие извори. Треба малце некоја базични, некои законитости да ги да ги испитаме во областа, да ги видиме и после тоа да настапиме и да ги читаме контроверзиите. Ево една лажна вест која што беше презентирана за Брисел, може да го отворите за 5G тој линкот, само уште овие неколку деманти и прекинувам, па после значи прво, Словенија е истиот случај како кај нас. Значи се уште треба лецитација за спектар да се воведе 5G имплементацијата, значи не е никаква забрана таму. Туку е само одложување заради добро, процедурата. Ситуацијата работа. Швајцарија излезе со деман за ролаутот на 5G дека тие ќе го спроведат. Ево Монако имате линкови, имате за самата за Белгија дека веќе се имплементира, а демантот и за Швајцарија ви го пратив линкот, може да го покажете, но отворете го How 5G may fall and how to avoid it од почитуваниот професор Петар Поповски, кој што е професор наш од Македонец во Aalborg University во Данска, во кое што подолу кој ќе одите на една слика од Facebook, Brussels Suspense 5G, ако одите надолу малку, Добро. Имате лажна вест горе, која што е превртена од Селин Фремаулт, која што... не сум го отворил тој линк, ке ми извините. Ај. Ке ми извините, не сум го отворил тој линк. Сите ги погодив овој, него еден промашив јас, добро? Да ви го пратам да го отворите, ако сакате. Мислам дека сега не можам да го отворам да примам линкови. Океј, значи таму... можам, повелете. Може да го пратите. Значи таму има... Подобри сте со Скајпов од мене, морам да признам. Малце зараѓав. А бев првиот новинар што почна оваа технологија уште пред 2-13 години да ја користи за комуникација со гледачите. Еве го. Отворете го, само да презентираме на како се шири една лажна вест, толку само. Значи, кој ќе отворите, прочитате, може да се прочита целата статија, што како 5G may fail and how to avoid it. Добро? Како може да испадне, како да се избегне. Тоа и најдолу има на Brussels Suspense 5G, што излезе, нели, Брисел ги забрани 5G, така? Добро. Са видите министерката за, значи, Minister of Governance of the Brussels Capital Region, што изјавува на Twitter. И колку пати е споделена на низината вест, кој ќе видите таа 2 пати споделена. А колку е ова лажна вест која што се превртува низината... Ни еднаш, 2 пати е лајкана, но ни еднаш не е споделена. Селин Фомо вика, I have always said 5G is recommended because it will bring enormous technology advances that will benefit society. Низината не, ама затоа Брисел дека го суспендирал 5G планот 1400 пати. И тоа што е? Вистина ли е или е лага? Ево го долу пишува. Кажува дека немаме се уште можност да имплементиране, значи затоа што се уште не е дотестирана, но не кажува дека нема никогаш да имплементира. Ме разбирате? И сега тоа се тврдува дека никош нема да биде. Значи, окей, и ги имате на крајот каде се во светот се имплементирани. Значи, прво во Јужна Кореја, Кина, па и во Јапонија требаше, мислам, да се имплементира заради Олимписките игри, не знам што се случи сега заради ситуацијава. Во Соединетите Американски држави, нивниот претседник изгледа дека за 6G почнува да работат. Во Велика Британија, Германија, ги имате сите вендори кои што и оператори кои што почнуваат и во кои се држави, затоа што ова ме прашува зошто мора ние да сме први, кога другиве светски светски сили не ги имплементирале 5G. Ево дали не имплементиране. Се што треба се направи, се отвори интернет да се прочита. Значи, она што ги плаши луѓето по мене, да се вратиме на тој момент, може би е масовната хипноза или хопноза
надеж, или обратно ако се прочита тој е жеден за вистина и жеден за информации, што се протолкува лошо. Затоа што интернетот е океан во кој што има многу острови меѓу себе поврзани, има дел што се рајски острови, убаво осветлени, таму кај што владе науката, значи вие викате не мора се верува во нешто во друго. Значи науката не бара верба. Науката е екзактно нешто, кое што кога ќе провериш, кога ќе се повтори некој експеримент милиарда пати, тој дава ист резултат. Колку и пати да повторуваме, тоа е доказ. Значи, науката е секогаш во вистината, бара само повторување, а не верба. Докторе, ама рековте, и вие затоа сте вечерва тука и јас сум благодарен. Значи, многумина од академскиот и од научниот свет велат, мене ми е дегутантно да говорам на нешто што јас сум го елаборирал, што е елаборирано со векови, како докази и така натаму. Но, мислам дека секоја нова генерација не е секогаш на исто високо интелектуално или цивилизацијско ниво и тука е вашата едукативна не само во училници, туку и на јавност. Не да се појавувате секој пат. Еднаш, сега ќе бидете ставени на YouTube и со години ја ќе се повикувам на тоа, а не 100 пати да идете на 100 телевизии и истото да го мелете и да го повторувате. Сепак имате еден дигнитет, имате се вложиле цел живот во се во ова и уште да речам сега види не ви верувам. Тоа повеќе збори за мене одошто за вас. Но мислам дека ги замисливте уште на самиот почеток. Дека 5G, 6G, утре 7G, рековте дека секој 10 години ние ќе имаме една ваква експанзија на уште повисока и побрза технологија и во суштина остварување на сонот на Никола Тесла, на кој истиве параноици буквално постојано се повикуваат на тој Никола Тесла. Да, Никола Тесла е најголемиот гениалец и визионер по мене на сите времиња, за мене лично, тоа така си го доживам. Но ова е неговиот сон, па он за ова се бореше што го правиме. Ова се истите фреквенции со кои и он бараташе. Да, ама видите, технологијата е како алатка, како нож. Може со ножот да намачкаме леп, со ајвар, може некого да повредиме, така? Од кого зависи дали ќе ја користиме за добро или за лошо? Од самите нас. Значи, клучот на сето тоа како заклучок што е? Ако јас сум свесен, и свесно го работам тоа, и некој друг свесно го работи, свеста е оној кој што не може да биде пробиена никогаш и вистината, ако се движиме до вистина, а не до лага. Така, ако не ги испревртуваме нештата, туку ги истражуваме, ги мериме со екзактна наука, па дури со верба некој пат, ако го направиме нештото ни успее, тогаш сме направиле некој вистински продор, така. Прашање? Да. Прашањето ми е вака личен еден ваш печаток. Мене ми е јасно и во овие тешки моменти, кога не ставија сите во карантин, во притвор или сами се ставивме, дека токму оваа брза broadband интернет ни го спаси животот, здравјето, зборам паметот. Сурфаме, комуницираме меѓу себе, не сме заклучени во паранојата, гледаме серии, филмови. Навистина е многу полесно да седиш затворен дома. Но дали на некој начин доаѓаме до некакво презаситување? Јас знам дека сме ние бомбардирани од космички зрачења, но имаме Ван Халенови прстени кои не штитат од поголемиот дел од оние најштетните јонизирачки зрачења. Но, нели, сателити, телекомуникации и така натаму, лекари велат дека сите овие зрачења можат да предизвикаат здравје. Имаме ли потреба да одиме до олку? Сметаш ли дека е се во ред и дека ние како луѓе можеме, се медицинско, може би еволутивно прашање, дека можеме да се прилагодиме на сите овие? Не знам како би го преживеал ова човекот пред 200.000 години да биде изложен на сите овие електромагнетни зрачења. Како би влијал? Веројатно многу тешко, видите, и ние еволуираме со самата технологија и првото нешто е реакција на организмот, второто е адаптација. Ако не може да се адаптира, тогаш ќе постојат студии дека се разболели. Така, секако дека има негативни влијанија. И сега јас се потпирам на студиите што ги истражив, не најдов ниту една која што екзактно го докажа тоа, меѓутоа може да има, ако има таква, ако се појави,
ќе речам, во ред, тоа е тоа, не е порекнувам вистината, бидејќи таа е она што секогаш победува и на кое што треба секој, не само во вакви тешки времења се подпре, туку и секогаш. И јас би рекол, не секое зло е за зло, така што и ова што сега ни се случува, може да ни е потенцијал да се разбудиме, да се освестиме и да се запрашаме што е она што на вистина го сакаме, што е она што на вистина сакаме да оправиме во животот и да бидеме со своите најмили, да комуницираме со своите блиски и да се запрашаме што се оние работи и кои вистински прашања нас не засегаат. Да, секој човек во себе, јас би рекол дека е волшебник и научник. Има избор дали ќе биде во страв и во страдање, или дали, како што кажува мој драг именјак професор и пријател, кога животот ќе им даде лимони, ќе лимонада или ќе плаче зашто не дал лимони. Вие знаете, сте биле војска, дека слично ако стане првиот ден, дали сте се snašli да го наместите креветот, а после одредено време за колку минути сте го наместиле креветот. Така. Не, да. уште подобро. Обучуваш други да ти го местат креветот. Добро, тоа е веќе потребно. Паранојата, значи, оние што нема да ви поверуваат, нема да му поверуваат никому, им останува единствено да градат Фарадееви кафези. Колку треба да биде? Дали тоа треба да биде мрежа или треба со бакар да бидат скроз обложени во таа параноја? Видите, окей, ако некој сака интернет, телекомуникации и така натаму да се најде во тој свет што го зборував и за кој што ево го напоменавте, тоа што треба да си остане таму кај што треба. И не мора да подпишува петиции за 5G кога знаеме дека ќе се јава за iPhone, најновиот iPhone да чекаат ред и да земат кредит за да купат нов iPhone. А ако сака да живеат по природно, секој си има избор, јас би сакал да живеам во природа, да планинарам, да трчам, тогаш може да си оди секој во природа, таму е најмало зрачење и најблагопријатно. Секој треба да си има избор и јас тоа го почитувам, но она што пречи е да се правиме експерти за она што не сме и да креваме параноја и ужасен страв, кој што на некој начин опасноста не е технологијата, туку она што се сее позади технологијата. Сублимирани пораки, ужасни вести, гледање, ама самите ние избираме што ќе гледаме. Ево, например, од цела ова ситуација, ви кажав кој е спасот, да бидеме свесни, да се насочиме кон пожелни работи, не позитивни е лош збор сега за оденешно време, кон пожелни работи што сакаме да ги правиме и најбитното е да истражуваме. Сега имаме време за самореализација. Така, значи не секое зло е за зло и треба да се искористи ова време како да се за пробудување. Јас ги гледам сите оние проблеми кои што секој гледам да сум оптимистичката страна и гледам колку многу луѓе оздравеле од вирусот. Тоа го гледам, таа бројка цело време ја гледам. А гледам да не ги гледам оние други работи затоа што навивам што повеќе луѓе да оздрават, затоа што треба да чуваме сите здрава вибрација. Треба да чуваме сите што поголема свесност и тоа ќе ја победи било која технологија која што имаме и било што кое што ни го сервира дека е лошо. А ако увидам, значи пак кажувам, не сум ја поборник за технократска општество. Туку поборник сум само за вистината. Аристотел рекол: мил ми е Платон, мил ми е Сократ, ама најмила ми е вистината. Така да јас заради тоа и излегов денес да кажам вакви нешта, бидејќи сметам дека луѓето треба да продолжат да се истражуваат, тоа е добро, ги мотивирам, ама да пробаат да ги научат и конвенционалните работи и да продолжат од кога ќе ги научат тие некои основи, да ги видат оние конспирации. Мене ми се згодни конспирациите, но кој ќе ги видиме некои конспирации изгледа смешно, например како рамна земја, изгледа премногу смешно. Сега на космонаут да го запрашате кој што бил во Вселенската станица во мир, да прашат дали земјата е рамна, така? Мислам, има некои работи што се смешни и мене не ме повредува тоа што некој има против ова што го зборува или не. Како, повторете ми онаа реченица за оние што прашуваат глупости, поглупа е само оние што ја знаат вистината молчат. Како беше уште едно цитатот? Дека поглупаво од глупоста што се дере е мудроста која што молчи. Ако молчиме, тогаш не сме направиле, треба секој да си каже она што знае и знае дека знае. Јас не можам се правам експерт за други области. Ова што сум го истражил го кажав. Така. Како сте приватно, вие и семејството сега во оваа ситуација? Па добро, си седиме дома, слушаме препораки
и гледаме да сме што поздрави. И им посакувам на сите пријатели, роднини и блиски колеги кои што ми помогнаа со вакви студии кои што ви ги пратив, да ги поздравам и да им посакам да бидат во добро здравје и да видиме тоа што сме, да видиме што посрекни, посвесни, да излеземе победници од ова и преобразени кон подобро ситуација. Сметаме дека и планетата ќе здимне на некој начин, односи ќе излеземе, така да речеме, по-мудри од целата работа. Така јас барем гледам, се другите како гледаат, не знам и не се мешам. Така. Ви благодарам. После ова ништо нема да биде исто. Тоа е мојот инстинкт ми говори. Ништо нема да биде исто. И не треба да биде. Но едва и чекам да видам што ќе биде тоа различното. Ако ништо друго, барем знам дека ќе бидеме многу почисти, повеќе дезодоранс, повеќе лична хигиена, што лично многу ми годи за човек со чувствителен нос. Може би посвесни за работи, за најбитните нешта, за фамилијата. Многу се опуштивме, све земавме она convenient, здраво за готово. Консумирање. Да, и све здраво за готово. Everything is possible, немаш гајле, немаш последици. Ова убаво не чукна по глава, малце да... И уште еднаш јас ви благодарам од свое лично име и од моите гледачи за вашето гостување. Благодарам на поканата. И се најубаво. Добро здравје. Ви благодарам уште еднаш, истото и вам. Лека ноќ и пријатно. Лека ноќ. Почитувани гледачи, мислам дека и бевте информирани. Тоа беше доцент доктор Томислав Шуминовски од ФЕЙТ на темата, значи, што се однесува до телекомуникации, 5G, вашата загриженост, оправдана и неоправдана. Мислам дека ова е едно од најдобрите предавања, ја ќе го кажам, што сме го имале воопшто. Ќе го ставиме на YouTube подоцна и ќе можете убаво да прегледате и така натаму. Ако некому му требаат некои од линковите кои ми ги испрати професорот, дел од нив ќе ги ставам во самиот дел на YouTube објавата, така што ќе може самите да си ги проверувате податоците. Мое само секако да ги објавам оние работи до кои доаѓам до сознание. Немој да мислите дека има некаква пречка, некој што има спротивни мислења и знаења, истите да ги презентирам. Но ќе се јавите на ваков начин, подготвени, барем половина час, со точни, прецизни, адекватни линкови или ваше предавање, за да си го кажете собственото мислење на оваа тема. Секако, сега ќе направиме кратка пауза, потоа се враќаме и ќе ја спакуваме емисијата за вечер.